Не знам дали денес учениците учат за Данте Алигиери, но на времето ни беше тема. Како ученици требаше да го читаме. Знаете ли воопшто, младите, кој е Данте Алигиери? Знаете, значи уште се учи. Добро. Неговото главно дело беше Божествена комедија, драма во 3 дела. Инферно беше првиот дел, или Пекол, Парадизо, не, Пургатори, или чистилиште и рајот Парадизо. А Пеколот, сега имаше можност на времето, за помала оцена само Пеколот да го читаш, не целата книга. И така сите го читаа Пеколот, зашто не им се читаше се. Да. И Пеколот, тој го замислил 9 круга, секој круг следен е по така темен, за по-тешки злосторници, а последниот 9-тиот круг беше за предавниците. Оние кои што ги предаваат своите добротвори или своите господари, оние кои што им прават добри дела. За таа книга е пишувана во среден век, во 14-тиот век, кога моралните вредности биле поинакви од денес, кога многу повеќе се посветувало внимание на некои, на честа, така да кажеме, и достоинството. Денес тие работи некако се малку релативизирани, не се ни говори за грев веќе, но сепак и денес предавството се смета за нешто многу срамно, па и не случајно нашето општество е поделено на 2 главни категории, патриоти и предавници. Тоест, голем дел од луѓето во Македонија ќе завршат во последниот 9-тиот круг на Пеколот. Срамно е, бидејќи предавството вклучува чин или момент на изненадување. Предавство не е од некој непријател. Непријателот не може да предаде, зашто ти немаш доверба, ти се чуваш од непријателот. Предавство доаѓа од блиските, од оние на кои што имаш доверба. Најпознатото предавство во литературата е она на Цезар, Гај Јулиј Цезар, кога бил предаден и сенаторите во Птоломеовиот, во Помпеовиот театар, лежал веќе на умирање и последните зборови му биле «Ето Бруте» и «Ти ли, Бруте?» А Брутус или Брут е најблискиот, најдоверливиот човек на Цезар, според некои учења, некои автори, дури толку го засакал Брут, што го посвил да му биде син. Да, и син, тој не му е биолошки син, му е пријател, меѓутоа и го посвил, во таа мера го засакал. И Брут со Касиус учат се главните кои што го организираат со сенаторите превратот и убиството на Цезар, и од тука таа позната реплика «Заради ти, Бруте», некои додаваат «Сине Бруте». Во Шекспировото дело го нема тоа «Заради ти, Бруте». И тоа е срамното во предавството, бидејќи се извршува над оние кои ти биле блиски, тоест ти помагале. Пријателот ти помага. Пријателот ти прави добри нешта. Ти имаш доверба во пријателот. Ти не се чуваш од пријателот. Не се сомневаш во пријателот. Предавството е зад маската на пријателството и довербата. А така да кажеме, најстрашното предавство, кој се извршува она што е запишено овдека во овој текст, што ќе го изучиме, што ќе го разгледаме. Извршено е од некого кон некој кој покажал најголемата добрина што може да се покаже. Никој не покажал поголема добрина од Господ Исус Христос. Никој не покажал поголема љубов од него. Никој не покажал поголемо пријателство од Христос. Јуда беше сведок на делата на Христос. Живееше 3 години со него. Гледаше како лекува луѓе, како помага, како утешува, како храни
гледаше чудата, ги слушаше проповедите, словото кое што Христос го говореше, како никој дотогаш, со таков авторитет. Само пред неколку минути, така да кажеме, искуси нешто од Христос, како најдолно понижуван од негова страна, од Христова страна. Му кисми нозете и го предаде. И тоа е најголемото предавство што може да се изврши. Затоа учениците никако не може да сватат што се случува таа вечер. Им беше најавно, еден од вас ќе ме предаде. Јас ќе бидам предаден. Како би можел во една таква ситуација ученици кои се надеваат на својот учител, кои очекуваат од својот учител царство, кои виделе толку добрини, како би можел некој меѓу нив воопшто да помисли на предавство? Било незамисливо, не им се верувало дека некој може од нив да го изврши тоа, имајќи нели во предвид се она што Христос правеше и какви беа очекувањата на учениците од Христос. И ова што овдека можеме да го видиме во таа сцена, во 13 глава на Евангелието според Јован, е оној јасен контраст меѓу Бог и човекот. Започна утрово Викторија со човекот, со неговата природа. И покрај сите такви негативни работи, би може да кажеме дека човекот е предавник. И тоа е не случајно, Данте го става предавството како најлошото зло што човек може да го направи. Човекот во својата природа е предавник. Тој знае да се откаже, да го продаде најскапоценото, да го продаде оно што му правил најдобрини, во својата себичност да го замени со нешто друго. И тоа е предавството. Секој кога предава, прави проценка. И доаѓа во ситуација кога најдобриот пријател кој што најдобрини му правил, да го замени за нешто друго што ќе добие место него. Јуда го замени Бог за 30 сребреници. Го продаде Бог за 30 сребреници. Тоа е вредноста во очите на Јуда колку чини еден Бог, колку чини Христос за него. Човек, и ова сцена така е како она контрастна позадина на која е поставена Божјата верност, Божјата љубов и човечкиот однос кон него. Од филмовите сигурно сте ви гледале, не верувам дека некој имал можност во продавница за накид да гледа диаманти, но сте виделе нели на филм, кога некој оди да купува, продавачот ќе му извади црна ткаинина, црно платно од кадифе и на тоа платно го поставува диамантот, зашто на таа црна позадина уште повеќе се гледа сјајот на диамантот. А има и тука една оптичка измама, го прави поголем тој диамант. И така оваа сцена е црната позадина, контрастот, тоа е фонот, однесувањето на Јуда, кој го испакнува уште повеќе и испакнува Божјата благодат, Божјата добрина. И тука ќе видиме еден последен чин кој што Господ Исус го направи кон Јуда, последен чин на почит, порака му испрати, кој требаше тој да свати и да се откаже од таа зла намера. Но, ајде да видиме поред како овдека се одвива тоа дејство. Има наша поговорка, ти го храниш, а тој коца, или клоца. И позадината на таа поговорка е следување на човекот за кого се грижиш на ниво на животно. Тоест, самата терминологија асоцира на магаре кој клоца. Ти му даваш дејада, тоа те клоца. Има и други такви по-вулгарни изреки, но тоа е идејата. И нешто слично, една слична идеја ќе употреби овдека Христос во овој текст. На која позадина, тај пак да се подсетиме, за да сватиме по-добро во кој животен точно момент, во која животна ситуација сето тоа се случува. Значи Христос е последните неколку часа со учениците на вечера, пасхална вечера, ја користи Христос таа можност, таа последна вечер, да им ги каже последните инструкции, која е суштината на нивната служба, тоест им говори за служењето, тие треба да принесуваат многу плод, а таа служба, за да ја вршат, ќе биде неопходно да има љубов,
ќе им даде малку понатаму стандард. Кој е стандардот за христијанската љубов? Тие треба да се љубат, да се возлюбат еден со друг, зашто ти не можеш да му служиш на некој, да му бидеш слуга ако го поставиш, ако ти се поставиш за повисоко од него. Треба да се поставиш како понизок. Тоа е срцето на слуга. И таа поука, тоа илустрира преку една парабола, жива парабола, кога самиот се смирува пред учениците и зазима пониска позиција од нив, им ги мие нозете. Зима образ на слуга и им слугува на учениците. И овој текст тука, продолжува, но го кажувам ова за сите вас, тоест продолжува поуката со тоа што за момент ја сменува темата. Поуката кон учениците или учеништвото, поуката за учеништвото ќе продолжи понатаму во 13 глава. Но кога веќе Јуда нема да биде меѓу нив. Зашто оваа поука, што тоа има во тие глави до крајот на 17-та, е за учениците. Но еден меѓу нив не е ученик. Еден меѓу нив ќе треба да ја напушти просторијата. Зашто не е чист, како што Христос им кажа малку пред тоа. Кога Јуда ќе излезе, тогаш ќе продолжи Христос со таа поука, давајќи им ја новата заповед. И ќе продолжи со таа обука. Што е контекстот во кој што се случува тој настан? Јован така го сместува. И во таа заграда што ја става во поуката, и тоа исто поука, но не во она учеништво класична форма, но повеќе за да ги потсети на предавството и да ги охрабри на еден начин, им кажува еден меѓу вас ќе ме предаде. За разлика од сите случаеви на предавство, каде што има момент на изненадување, и не ти се верува дека те предал, тој на кој најмногу му веруваш, овде го нема тој момент, зашто Христос знаеш дека ќе биде предаден. Уште многу порано во 6 глава, тој рече, нели ве избрав 12-мина, но еден меѓу вас е ѓавол. И тука пак кажува, јас ги знам оние што ги избрав, сите вас се знам. Малку порано им рече, не се сите чисти, еден меѓу вас не е чист. Така, сето тоа беше во рамките на Божјото знаење и на крајот на краишто тоа беше пророкувано во Стариот Завет. Требаше да се исполни тоа пророштво, требаше да се исполни писмото. И овдека Христос цитира од псалмите, од 41-иот псалм, кога вели, оној кој јаде леп со мене, ја подигна петата против мене. Или, оној што го хранам, ме клоца. Јас го хранам, а тој ме клоца. Овој цитат е земен од еден псалм, Давидов псалм, кој Христос само дел цитира, со право цитира само дел од тој стих, од 9 стих на 41 псалм. Во тој псалм Давид искажува својата мака, болка од презирот, од понижувањето што ги доживува од непријателите и посебно она што представува болка и го изненадува е предавството од еден близок пријател. Човек кој седел на царската трпеза со него, кој се хранел од неговиот леп, го предава. И тука убаво е да кажеме нешто за гостопримството во древниот свет и посебно заедничката вечера. Тоа е чин на блиско пријателство. Човек седнува да вечера со некој кого го почитува, близок. Тоа е клучното, така да кажем. А посебно по овој дека имаме во предвид царската трпеза. Давид е цар. На царската трпеза не може да седне било кој. И пак не сме присуствували на царски трпеза, но од филмови сме гледале, кога седи царот на трпезата, околу него се најдоверливите луѓе. Ако некој сака да дојде тука веднаш стражарите со копијата, со мечовите, ќе застанат. И царот ќе каже, вака или вака. Дали може да дојде? Зошто прво тоа е чест. Не секој ја има честа да седне на трпезата на царот. И второ, тоа е прашање на безбедност. Тоа не може да се довери на било кој да седне на трпезата. И овдека Давид пишува за човек кој бил и на кого му било и укажена честа да седи на царската трпеза,
но исто така човек од висока доверба. Станува збор за Ахитофел, не за Ахил. Ахитофел е тој кој што кренал пета, но не било сечено како на Ахил. Не е тоа Ахиловата пета. Тоа е Ахитофеловата пета која се крева против Давид. Ахитофел е еден од најблиските советници на Давид. Тоа е оној кој што го советува Давид што да прави. Тоа е оној кој што присуства кога Давид ги прави плановите. И тој човек кога како се викаше синот сега на Авесалом, кога Авесалом се крена, изврши воен преврат против татко му, го симна од престолот, во тој заговор учествуваше Ахитофел. И како заврши таа? И тука е таа парабола што ја користи Христос, паралелите. Ахитофел кој седеше на трпезата на Давид и го предаде како најблизок соработник, и Јуда кој седеше на трпезата покрај Господ Исус и го предаде. Но како заврши случката со Ахитофел? Тоа е запишено Второ Цареви, кој беше таму 20 и не знам кој глави, во 3 глави. Ахитофел како искусен политичар, прогнозер, напар го свати дека тој преврат нема да успее. И додека уште беше Авесалом на престолот, тој што направи? Се качи на магарото, се отиде дома, ја среди куќата, зеде јаже и се обеси. И тоа е единствениот случај во Стариот Завет, барем колку што нели јас знам, кој што има таков пример, некој на таков начин да си го одземе животот. И со што се гледа јасната паралела со Јуда во Новиот Завет, како една слика. Христос и Давид, Христос како потомокот кој ќе седне на престолот на Давид, и Ахитофел кој што го предаде, како што Јуда ќе го предаде. И оно што овдека сепак различно е реакцијата на Давид и реакцијата на Христос. Давид е изненадан и е многу разочаран. Например, целата фраза која што Давид ја употреба во псалмот е: дури и пријателот мој, во кого имав доверба, кој јадеше мој леп, ја крена ногата против мене, ме клоцна. Христос не го употреба тој дел. Тој го употреба само вториот дел. Оној што јада леп или кога му давам леп, тој крева пета против мене. Зашто Христос не беше изненаден. Христос знаеше што ќе се случи, дека ќе биде предаден. И ова се што го кажува всушност Христос не е за да се излее душата како Давид. Давид го пише во псалмот е така да се излее душата. Маката што има заради предавството. Христос овдека го сменува контекстот и тоа го кажува пак во тој контекст на тие последни минути или часови со учениците да ги охрабри. Тој знаеше дека наскоро, кога ќе биде фатен, кога учениците ќе го гледат како го тепаат, како го распнуваат, го убиваат, нивната вера до корен ќе се растресе, ќе го напуштат. И овдека тој им кажува, ќе се случи тоа, ќе ме предадат, ќе бидам предаден. Меѓутоа, треба да знаете и во тие ситуации да помните кој сум јас. И тука пак ја вклучува фразата јас сум. Ова ви го кажувам, тоа предоство, за да се сетите дека јас сум. Јас сум Бог. И таму, на крстот, јас сум Божествениот син на Отецот. Јас сум оној што има сета власт. И тоа нема на никаков начин да го наруши планот, Божиот план. И јас, кој сум, ќе ве пратам вас еден ден. И кога ќе ве пратам, да бидете мои сведоци, оние што вас ќе ве примат, ме примаат мене. А оние што мене ме примаат, го примат Отецот. Сето тоа е охрабрување. Пред да се случат работите, учениците треба да имат поука за тој настан. Дека е раководен од Христос и дека не ја намалува неговата моќ. Тоа устанува семокниот Син Божи. И кога потоа учениците ќе го добијат духот и ќе сватат и ќе се вратат назад кон новие моменти и ќе разберат што Христос им збори. Така да, дури тој настан што ќе се случи, треба да донесе охрабрување за учениците,
давајќи ме на откровение сега, во овој момент. Јован е типичен, нели, во својот израз, тој е мајстор во тие работи, да користи игра на зборови и веднаш овдека откако ја истакнува божественоста на Христос, јас сум, тој е едно со Јахве, тој е едно со Отецот, веднаш пак и човечката природа ја покажува. И вели, потресен во духот, и тука го употребува исто тој збор тарасок, што порано го видовме во претходната глава. Потресен значи до дното на душата вознемирен, разбрануван. Да, неговата човечка природа не остана, така да кажеме, не допра, не повредена од тој настан, од таа постапка на Јуда. Така, потресен во духот рече, вистина ви зборува. Зашто ученици се уште не можат да веруват. Знаеш, во тој момент Христос говореше индиректно. Еден не е чист, еден е ѓавол и така натаму. Овдека веќе го кажува действото, најдиректно. До тој момент. И знаете, ова е, и пак, може и од филмовите, но и ако читал некои книги од Агата Кристи, на времето беа многу популарни, беа задолжителен дел од регалите. Војни и мир, Агата Кристи, Бронте и така натаму, сестрите Бронте. А па немавме, нели, на времето ние интернет и YouTube и тик-так, како се вика, и читавме книги. Сега има филмови прават. Последниот филм што знам од Агата Кристи беше Убиството во Ориент Експрес, и тоа не е познатата книга. Последно што сум видел некој да чита Агата Кристи беше Ани и Борен. 10 црнчиња ли беше, мали црнчиња, или 10 прасиња? Прасиња, зашто има 5 мали прасиња и 10 мали црнчиња. Тие се две различни книги. Како и да е. Има секогаш така, обично така завршуваат книгите на Агата Кристи. Детективот, инспекторот е во собата со сите кои некако се засегнати од убиството и седи со нив во еден момент вели, убиецот е во просторијата. Убиецот е меѓу вас. И ќе раскаже како, нели, ќе ги сврза сите точки. Тука е иста ситуацијата. Сите седат во таа горна одаја и во еден момент Христос им вели, убиецот е меѓу вас. И сите ќе се погледнат. Кој е сега? Како што сигурно Агата Кристи крадала од Библијата. И што ќе се случи? Учениците, и тоа е интересно, знаеш, интересна реакцијата на учениците. Ние гледаме критички кон нив, меѓутоа овдека многу зрело пак постапуваат. Почнуваат да се гледат меѓу себе и не го гледаме онаа што обично е човечка реакција. Кога ќе каже Христос еден, нели, меѓу вас ќе ме предаде, и да почнат да размислуваат овој, да ги анализираат останатите. Например, кој би можел да го предаде? Кој најмногу така се бореше за слава? Јаков и Јован, тие така најмногу се буткаа, кој ќе седне од десно, кој од лево. А пак за Петар што да кажем, тој најкритикуван. Се нешто против него кажуваше Христос, го коригираше. Не, Матеј дури вели, секој се прашуваше себе си, да не сум јас, Господи. Како да има разбирање за својата природа. Нема сомнеш во другите, секој себе си се испитуваше, што е, например, многу така, мене ми остава впечаток. Да, единствено Петар ќе каже, јас сигурно не сум, зашто и сите да те предадат, јас тоа нема да го направам. Меѓутоа не обвинуваат конкретно некој, најмалку па Јуда ќе го обвинат. И ние во нашата перцепција Јуда е некој како со рогови, некој зол така човек кој се нешто сака да мота. Не, учениците имале многу доверба во него, меѓу другото. И тука ќе видиме момент исто така во оваа сцена која покажува нешто, нели, за местото на Јуда меѓу учениците, посебно оваа последна трпеза и дејство што Христос ќе го направи. И знаете на што ме учи ова?
Знаеш, учениците не гледаа на другите, не гледаше на другиот. Имаше меѓу нив какол. Имаше жито, ама имаше и какол. И Христос дава едно предупредување. Да не го корнеме каколот или плевата од житото. Зашто може, кубејки го, корнејки го каколот, да искорнеме и трева. Зашто ние на крајот на краиштата не знаеме кој е какол, кој е жито. Бог знае. Но ние гледаме многу малку гледаме. И во нашиот ум тоа многу малку не можеме пак и целосно да го сватиме. Да, не станува зборов дека за разграничување на јасни постапки кои се греф и дисциплина и корекција и нели укор и така натаму. Мене ме питувале луѓе, што браде овој новороден ли е, спасен ли е? Од кај да знам? Не знам дали е спасен. Господ знае кој е спасен. Да не се случи да искорнеме трева. И тоа е многу сериозна работа. Ние знаеме според нашата и теолошка доктринална, така да кажеме, школа, да ги категоризираме луѓето на добри, лоши, посветени, непосветени. И тоа се пак многу субјективни. Знаете колку малку ние гледаме. Ние ќе видиме нештичко во човекот, ама многу нешта пак не можеме да ги видиме. Ќе видиме нешто во рамките на 1 сат со кој се дружиме, но не можеме да видиме многу друго во неговиот живот. Знаете ли која корне плеват? И Бог секогаш ја корне плеват. Бог ја корне тоа. Јас го дадов и одговор. Бог, кога доаѓа времето, Бог ја корне плевата. И тоа сум го видел во мојот живот. И се молам, јас да не сум таа плева, некој што Бог ја искорни. Доаѓаат моменти кога индивидуално во животот на човекот или во црквата ќе донесе ситото, ќе го постави и ќе почне сеење, во кое што житото ќе си падна, а плевата ќе биде исфрлена. Бројни се таквите случаеви, што сум ги видел. Колку луѓе поминале ни службата во црквите во кои што сум служил. Знаете, сите еве да се соберат овде, како има најмалку 200 души. Биле, служиле и во еден момент се заминале. Не ги избркал никој. Да, некој, има и такви ситуации во кои некој решил да избрка некој. Според мене е неправилно. Треба да има дисциплина според правилата на црквата, на Светото писмо, но ние не решаваме кој е спасен. Бог си го врши тоа. Си пресејува кога ќе дојде времето. Бог го пресеја Јуда. И ќе видиме, многу јасно се виде Божјата волја, Божјата заповед, Божјото дејство во целиот тој процес на бркање. Буквално на Јуда од просторијата во која што останаа само вистинските ученици. Бог единствено гледа под секоја маска и го разобличи Јуда. Само Бог знае, само Христос знаеше кој е Јуда, кој е вистинското лице на Јуда. Ево таа ситуација, Петар е тој кој пак, нели, нешто го интересира, тој сака да знае, ама го користи Јован. Сега, зошто Јован го користи? Можел Петар обично директно прашува. И овде ни помага пак културата од древноста, ни помага обичаите, традицијата. Во древноста вечерите во Блискиот Исток не били организиране на начинот или она сцена што Да Винчи ни нуди, неговата слика Тајната вечера. И таа слика направила многу погрешни представи, изградила во умовите на луѓето. Не седеле така на маса како што Да Винчи тоа го представува, седеле во положба која е позната како триклинариум, го вика. Тоест, во форма на буквата П, или обратно пак У, латинско У. На главното место на таа положба, таму седел патер фамилија, главата на фамилијата, и таму бил Христос. А пак, знаете, нели, во древниот Близок Исток имале ниски масички и на перничиња легнувале. Они што мажи седеле само на масата и легнувале подпрени на левата страна, на левиот лакт. А со десната рака си
се зимале од масата. Пишува дека ученикот, кога го прашува Петар, бил така некако подпрен ли, како пишува се, навален на градите на Исус. И единствената позиција во која што Јован можел да биде навален е да седи од десната страна. И така, седејќи од десната страна, тој е навален, нели, подпрен со левот на гради. И тоа е она што, нели, повеќето теолози го сметат дека е вистинската позиција. Петар бил тука некаде, до Јован и му вели сега ти, нели, прашај го. И тој разговор кој се одвива меѓу Јован и Христос и овој Јуда е многу така интимен, така близок е. Во таква позиција, нели, не бил можен така некој разговор до фарлување, обично говорат главата на семејството, другите слушале и разговорот бил меѓу соседните на масата. Така, тоа е таа причина зашто Петар му вели на Јован, прашај го, како расипан телефон. Петар му кажува на Јован, Јован кажува на Исус, па Исус кажува на Јуда. И во таа позиција, очигледно е дека, за да може и Христос да му даде парче, дека Јуда е од левата страна. И некако Христос е наведнат пак на градите на Јуда. Таа е таа сцена, што овдека ни е напишена. И кога прашува, нели, кој е тој, Христос вели, оној на кој ќе му го натопам залък и ќе му дадам. И го направи тој Христос, што значи пак говори за една близина, инако тој ќе требаше преку некој друг да даде. Не може директно да даде, залако Јуда не е веднаш од неговата десна страна, лева страна. Тие две страни, десната и левата, не знаеме кој го направил тој распоред. Предпоставам Христос така ги аранжирал сите тие работи. Но тука има многу символика во сето тоа. Јуда е поставен на, така кажеме, почесното место на масата. И ова фраза, што ќе топнам залък и ќе му го дадам, исто има друго значење. Домакинот, кога сакал некому да му покаже посебна чест, го правил тоа, ќе топнал од заедничката чинија, парче леп, и му го давал на оној на кој што сака да ме покаже таа чест. И тука ние можеме да видиме целата таа сценографија како Христос покажува дополнителна почит кон Јуда. Го поставува во таа позиција на чест и му дава преку тој зал. И ученици затоа и не разбираат што се случува. Да, прашува Јован кој е, меѓутоа Христос одговара на начин кој не е разбирлив. Како да не разбрал што го прашува Јован. Кој ќе го направи, кој е тој? И Христос вели, еве тој е оно што има најмногу чест всушност. Така одговара Христос со постапката, со оно што ќе кажува и оно што ќе го направи. И тоа дополнително ја така збунува целата таа ситуација. Но оно што е јасно овдека е дека Христос го постави Јуда на тоа место и му даде, покажа символично со залакот посебна почит. И единствено ова што може да биде е некакви посебни пораки кон Јуда од самиот Христос. Посебни пораки кои требаше да действуваат и да ги избркат од неговата глава тие идеи, тие планови што ги имаше за предавство. Во една таква ситуација кога ти планираш нешто против него, а тој покаже уште повеќе чест. Би требало да бидеш навистина магаре, па да зборам за човечката природа. И тоа таа човечка природа, пак ќе кажеме. Човечката природа, предавничка човечка природа. И покрај сите тие постапки, Јуда избра. Јуда избра да го предаде Христос. Му беа измиени нозете, да ги оставиме сите тие 3 години на живот со Христос. Последната вечер му ги изми нозете, го постави на тоа место, му покажа повеќе чест. И Јуда пак избра да биде предавник. И немаше никакво оправдание. Буквално никакво оправдание.
Сигурно учениците залакот го разбра давањето како некој посебно често сака да ја покаже кон луѓе. Затоа кога стана, Јуда ќе видиме, тие воопшто не се посумнева дека оди да го предава. Тие си кажа сигурно ќе купува нешто на сиромашните луѓе. Ќе прави нешто, добро дело ќе прави. Зашто еве, и Христос го почитува најмногу од сите. Знаеш, ова постапка требаше да скрши срцето на Јуда. Меѓутоа, како повеќе да го закорави. И тогаш по залакот пишува сатаната влезе во него. Што значи сатаната влезе во него? Тој го избра. Тој избра. Буквално избра. Па, а кој беше до него? До него беше Бог. Самиот Бог беше до него. И Јуда беше у ситуација да избере сатаната или Бог. И сатаната влезе. Го допушти сатаната во себе. И Христос, знаејќи го тоа, знаејќи дека го донесе решението, дека избра, му рече, ајде, побрзо прави го тоа што го правиш. Ајде, да не губиме време веќе. Тоа е тоа. Ти ги отврли сите понудени, сите раце што ти ги понудив. И затоа да не губиме време. Секи е театар. Оди, направи твојата работа побрзо, јас побрзо направам мојата работа. И знаете ли, ова е пак во заповедна форма кажено. Бог му даде заповед на Јуда, кога веќе Јуда го направи изборот. И тука имаме пак Божјо водство. Што направи Јуда? Јуда изврши и исполни волјата на Бог, планот на Бог. Повторно, дури во таа ситуација се гледа суверенитетот на Бог. Ништо не е надвор од неговата волја. Предавството што го изврши Јуда беше пак заповед на Бог. Избра Јуда тоа да го прави. Но Христос не беше предан против неговата волја. Тој доброволно го даде животот. И излезе. Сите помислија дека оди да купи нешто. И завршува текстот со зборовите: го зеда залакот со чиста совест, со мирна совест, го зеда залакот. Го зеде тој гест на почит и веднаш излезе. И завршува Јован со зборовите: а беше ноќ. Не верувам дека сте убедени Јован за идејата на Јован и целта Јован да ни покаже астрономија во кој дел од денот, од денонокијата се случува. Па вечера е, се знае дека е ноќ. Пасхалната вечера се организира навечер. Тоа е стилот на Јован. Да додаде зборови кои имаат символика, да потенцираат нешто. И не, зошто не речи беше ноќ со полна месечина? Зашто Пасха се организира на полна месечина. Тоа е јудејскиот календар. Не обрати внимание на тој факт дека имало полна месечина. Беше ноќ. Августин додава во неговиот коментар и вели: а тоа, а беше ноќ, всушност Јован вели, тој беше ноќ. Јуда беше ноќ. Темнина. Тоа се символите што ги користи најмногу во книгата Јован. Светлина и темнина. Светлината беше до него, а Јуда беше ноќ. Беше темнина. Излезе во темнината. И тоа е трагичен крај. Толку привилегиран беше Јуда. Да биде со светлината на светот, да искуси добрина од него и да замене во темнината. Уште на самиот почеток Јован вели: ја избраа темнината зашто повеќе ја сакаа темнината. Не ја сакаа зашто делата им беа зли. Знаете, му беа дадени сите можности на Јуда да ја познае вистината. И еден полн со почит последен повик од Христос. А Јуда сето тоа го продаде за 30 сребреници. Толку во неговиот вредносен систем беше оценет Бог. Побрза, голтнат од темнината, го замени Господ за ноќ. И ја наследи најтемната ноќ во вечност. Таму, најтемниот дел во пеколот, каде што се предавниците.
место без светлина, каде што има оган, ама нема топлина, има оган, ама нема светлина. Само неколку часа после тоа и народот ќе биде поставен пред избор. Народот на Јудеја, кој гледаше со години што Христос прави, беше утешуван, го слушаше Словото. Само пред неколку дена Христос воскресна човек од смртта, го воскресна Лазар. Беа сведоци, многумина на тој настан. И кога ги постави пред избор Понтиј Пилат, кого да ослободам? Јудејскиот цар, вашиот цар, или Варава? Народ што рече? Направи избор. Го замени својот цар со Варава, со убиец. Го избраа Варава. И тука пак сега да се напратим на една личност, што малку да бидете едукативни овие проповеди. Една и пак кон Италија ќе одим, и тоа сега не е средновековна, ренесансна Италија. Имануел Тремелиус, тој е еден многу познат теолог од времето на ренесансата. Малку се појавува пред реформацијата. Како студент во факултет за хуманистички науки, или хуманизмот е основната филозофија во тој крајот на во ренесансна Италија најмногу, а пак ренесансната Италија или воопшто хуманизмот има интерес кон древноста, кон класичните јазици, кон јазикот на кој што пишува Новиот Завет, Стариот Завет. Тој како евреин пак бил експерт за Стар Завет и за еврејски. И почнал да го изучува и Новиот Завет, јазикот на кој што е пишува Новиот Завет, не е грчки, тоа е еленистички, и читајќи поверувал во Христос. И бидејќи бил во католичка Италија, бил католик. И во тоа време почнува реформацијата во Швајцарија. И тој решила да оди во Женева. И таму станува ученик на Калвин. Кога се шири реформацијата, швајцарската во Англија, оди во Англија. И тоа во едно многу клучно време, кога Томас Кранмар заедно со Едвард VI почнуваат да го прават, да прават книгата или литургичката книга на Англиканската црква, она книга на општата молитва. Тој во тоа време е професор по еврејски и Стар Завет во Оксфорд. Меѓутоа завршил тој краток период, доаѓа Марија Тудор, крвавата Марија, за кратко време се запира тој процес на реформација, оди во Хајделберг во Германија и таму продолжил да биде професор по Стар Завет и по еврејски. Но она што цел живот го мачи, и тоа е неговата агонија, цел живот го мачи изборот на неговиот народ. Како можеше мојот народ да го изврши тој избор? И знаете, последните зборови со кои што умира на смртната постела се "Виват Христос ет переат Барабас", или "Да живее Христос, а Бараба да биде погубен". Не можејќи да се помири нели со тој избор. Со тоа завршува неговиот живот, со таа мака во себе, со тој избор. Еврејскиот народ имаше многу сведоштва. Но и ние не сме без сведоштва. Самата Вселена, самото создание сведочи и вели Словото, никој не е без оправдание. Тоест, никој не може да има оправдание, не е без изговор. Никој не може да најде изговор за тоа кој е Бог. И не само тоа, Христос ни го даде Бог. И не само тоа, ни го даде и Словото и го расшири сведоштвото за него, благовестието. Никој не е без изговор. И тоа е пораката на Словото. Дојдете кај мене, сите што сте обременети. Во Стариот Завет, нели, оно што го повторам од Исаја, 65 глава, Бог со расширени раце ги чека. Ги повикува да дојдат кај него. Правиме избори, но нашата природа, човечка природа, е таква предавничка. За жал, ако некој, навистина, ако некој се уште не се предал на Христос и го предава секојдневно, повикот е активен. Дојди кај него и тој ќе ти даде нова природа. Инаку, темнината, ноќта е реалноста за човекот без Христос. Една вечна, ужасна темнина. Како предавник на Бог
Но и ние кои веруваме, често пати го предаваме. Како што нели во молитвата рече Викторија, не го сакаме доволно со сето срце, со сета сила. И знаете што, секој ден го заменуваме Бог со, и тука Оливера го знае, джангарлашки. Знаете што е? Оливера знаеше од джангарлашка. Не знам како да го кажам на литературно. На бебињата тоа, кога ќе им тропа, за да го свртат вниманието, кога нешто бебето ќе почне не е мирно, и му тропалка ли, како се вика тоа? Джангарлашка. Да му го сврти вниманието. Светот ни го врти со такви, но да, има и сега, на времето имаш само една топка и внатре топче и со тоа не лажа. Денес има и светка со батерии се. Светот користи такви светли работи, тропалки, да ни го сврти со некакви краткотрајни задоволства времени, за да го предадаме Христос, да го предадаме времето што треба да го имаме со него, службата што треба да му ја посветиме. Со такви не залажува, како бебињата, со лъскави работи. И ние се подлежуваме и го предаваме Христос. Не е Јуда единствениот предавник. И затоа Христос ни дава заповед да се подсетуваме. Да се подсетуваме на оно што тој го направи на крстот. За да не го продаваме ефтино неговото дело. Тој за нас си го даде животот. Плати со својата крв за нашето спасение. И ние сето тоа понекогаш толку малку го вреднуваме за 30 сребрени нека ќе го продадеме во животот, во секојдневието. Господ да ни дава сила. Да внимаваме што правиме, какви избори правиме. Имаме откровение, имаме знаење, но како се однесуваме кон тоа знаење, познавањето на Бог. И ова утро ќе се подсетиме на часот, на моментот во кој што Христос се прослави, каде што ја видовме кулминацијата на Божјата љубов. Толку не засака Бог што го даде својот син за нас, за да не погинеме, но да имаме вечен живот. И нека Светиот Дух покрај словото што го зборевме и преку Господната трпеза не утврди во верата. Повторно не охрабри, не смири, за да бидеме послушни, покорни, да го избираме Него во животот, во секоја ситуација. Да не бидеме залажени од сребрениците на овој свет. Да ја подцениме, да го подцениме сето она што Христос го правеше за нас. Ке се молиме и потоа ќе поминеме на Господната трпеза. Ајде. Татко Небесен, ние сме немокни, слаби сме да ја изразиме големината на Твојата благодат. Дури не разбираме. Толку сме ограничени, толку е мало разбирањето за големината на крстот, што Ти го поднесе за нас, за се што направи на Голгота. Но знаеме дека еден ден ќе пееме со благодарност, со една сладка песна за Твојата жртва. И целата наша вечност ќе биде се по-длабоко разбирање, воскитување на тоа што Ти си го направил за нас. Нас не очекува славна иднина благодарение на Твојот Син. Ти благодариме, Господи, и се молиме сега, кога извршуваме Твојата заповед, која Ти си ни ја дал, да се подсетуваме, зашто забораваме за оно што Ти си го направил. Нека Светиот Дух, Словото, дејства во нас. Да ги отвори уште повеќе нашите разбирања, нашите умови, нашите срца, да го сватиме, Господи, тоа што Ти го правиш. И тоа разбирање да донесе уште поголема благодарност, уште поголема посветеност, уште поголема служба, поверна служба. Се молиме, прости ни кога и сега во овој миг пред да пристапиме кон Господната трпеза, прости ни сите. Никој не е достоен, но по Твојата благодат можеме да дојдеме пред Тебе.
Очисти ги нашите сърца. И ако некой се чувства недостойно, ако некой, Господи, не те познава, доведи го, привлечи го в присъствието Твоята благодат и Светиот Дух, Господи, да го новороди, да му даде вера, да му ги очистиш гревовите, да побара от Тебе во покаяние, ново сърце, да биде нов човек. Се предаваме во Твоите раце и се молиме, Татко, Ти да не водиш низ ова.